Најголемиот број од обвинителите на СЈО си се вдомија, едни во висшето јавно обвинителство, другите во она за гонење организиран криминал и корупција. Извиси единствено Ленче Ристовска, која важеше за едно-трите градси на СЈО, но прва се дистанцираше од сега осудената за рекет Катица Јанева. Висши јавни обвинители стана Фатиме Фетај, Бурим Рустеми и Сашо Рајчев. Кај Вилма Русковска пак отидоа Лиля Стефанова, Трајче Пеливанов и Арта Најро. Ристовска, која аплицирала за место во организиран криминал, беше одбиена. Оправдувањето на Советот на јавни обвинители е дека била премлада за да биде дел од тимот на Русковска. Јас сум разочарана од одлуката на Советот. Навистина не знам зошто и покрај демонстрираниот професионализам и интегритет. Работата на случаи како Таргет Тврдина, Талир 1 и Талир 2. И паралелно со тоа работа во Евроджаст, за која сум пофалена од самата институција. Јас не заслужувам унапредување. Изборот на имињата предизвика реакции во јавноста, посебно она на Лиля Стефанова. Се огласи новинарот Томислав Кежаровски, чие обвинение во минатото го спреми токму таа. Вели се обвинители како нејза не се води борба против криминалот и корупцијата. Со Лиле Стефанова за обвинители тоа не било каков. Добро е што зградите се таму каде што се. Добро е што обвинителството воопшто постои. Еднаш веќе напишав, еве пак ќе ви повторам. Како што со Комодоре 64 не се прави напреден компјутерски систем, така и со Лиле Стефанова и послушниците како неа не се прави ефикасен систем за борба против криминалот и корупцијата во Македонија. Инаку од СЈО сите очекуваа да ја донесе правдата во Македонија, но на крајот излезе целосно разочарување, згасна тивко, откако нивната шефица Катица Јанева беше обвинета и осудена во случајот рекет, зашто доби 7 години затвор со неправосилна пресуда.